Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе зборувам на една многу важна тема, а тоа е дарувањето да биде од срце, или кои се 7 благослови од давањето. Во 25 глава 2 стих од книгата Излез е запишено вака: Кажи им на израелците да ме даруваат, а вие примајте ги даровите во моја чест од секој што дава од срце. Кои се 7 животни благослови кои произлегуваат од давањето, од дарежливоста? Христијанското давање претпоставува давање од се срце. Движечката сила на христијанското давање секогаш треба да биде мотивирана од љубов, а не од егоистични желби да се добие награда. Идејата дека нешто треба да се добие за возврат или однесувањето, што можем да добием од тоа, мора да биде туѓо во поглед на вистинското христијанско давање. Овој став е добро познат на сите нас кои растеме во духовниот живот. Но, факт е дека не секогаш го правиме она што го зборуваме. Сега, откако го воспоставивме овој добро познат факт со стихот за христијанското давање, треба да забележиме дека Библијата зборува за награда на оние кои даваат. Дефинитивно, Библијата ни кажува дека давањето е добро дело. Основната мотивација за нашето давање не треба да биде очекување награди, односно посебна љубезност и наклонетост на Бог кон нас. Но секојаш да бидеме зачинети со агапе љубов, односно доброволно од љубов. Давањето на дародавецот или дарителот му дава некои благослови. Например, во 2 Коринтјаните 9 глава се спомнуваат најмалку 7 благослови. Во оваа глава, како и во другите, во 8, нагласувајќи ги принципите на давање, црквата во Коринт е повикана да ја помогне на црквата во Ерусалим, бидејќи испаднале во немаштија. Иако во контекст на овој текст станува збор за давање материјална помош, ова може да се примени во сите области на христијанското давање, вклучувајќи ги и нашето време, таленти, способности, љубезност и сите нешта што ги поседуваме како верници. Придобивте на бројни благослови. Павле вели: а ова го велам, кој сее скржаво и тежнее, кој сее во благослов и тежнее. Тоа е запишено во 2 Коринтјаните 9 глава 6 стих. Првото од 7 благослови што доаѓаат кога даваме е спомнато во Коринтјаните 9:6. Тоа е ветување дека ќе го добиеме благословот ако даваме со цел да ги благословуваме другите. Правилниот начин на сеење не е само да се сее на големо, туку сеењето да произведе благослов кај другите. Ова е правилен превод каде што е преведен зборот изобилно давање. Тоа значи дека треба да направиш на оние на кои ќе им помогнеш да им донесе среќа, задоволство и радост. Пример, да му помогнеш на ученикот кој е во неповолна положба и кој не успел да ги слуша сите предавања. Или мајка која се бори со својата старост, со неколку болни деца. Или кога некоја постара личност е заборавена и никој не го честита роденденот. Кога ги имаме предвид овие нешта и многу други, ние со тоа ги благословуваме другите. Затоа Павле вели: секој нека даде како што одлучил во срцето, а не со жал и не од принуда, зашто Бог го љуби радосниот дародавец или дарител. Овие благослови може да бидат материјални или нешто опипливо, а исто така може да бидат и неопипливи. Наградата за бесконечни благослови не може да се докаже со статистики, туку со сопствено искуство. Обидете се да давате на начин за да се уверите себе си. Нашите потреби ќе бидат исполнети, така учи Библијата. Павле вели, а Бог е силен да направи сета благодат да се излее изобилно врз вас. За да имате во секојаш се што е потребно и да ви остане за секое добро дело.
Следната награда што ја добиваме од давањето може да се најде во Коринтјаните 9 глава 8 стих. Нашите потреби ќе бидат исполнети. Бог е спремен и способен да ни даде се што ни треба во нашиот личен живот, како и се што сака да даде на другите преку нас. Важно е да се истакне дека писмото, Библијата, не вели дека Господ апсолутно ќе ни даде се што ќе посакаме, зашто може да посакуваме и нешто што не се според неговата волја. Туку, Бог знае подобро од што имаме потреба, отколку што самите ние се познаваме себе си. И тој како наш небесен татко ќе ни ги исполни нашите вистински потреби. Нагласувам, вистински потреби, а не сите наши себични желби. Ветувањето што е дадено, дефинитивно е поврзано со нашите потреби во христијанската служба. Ние никогаш не можеме да кажеме немам ништо да дадам. Само ако сум богат, како овој или оној, тогаш можам да дадам. Тоа е само изговор. Бог ни ветил дека ќе ни даде се што ни е потребно во службата што ни е дал. Забележете каде стои акцентот. Се. Во тоа се е вклучено Божјото ветување. Секогаш и во секое време ќе имаме благослов кога даваме. Зошто? Затоа што ние како христијани стануваме Божи непресушен извор. Оној кој му дава семе на сеачот ќе му даде и леп за храна. И ќе го умножи вашето семе и ќе направи да израстат плодовите на вашата правда и да бидете богати во се за секаква дарежливост која преку нас предизвикува благодарност кон Бог. Тоа е стих 11. Третата награда е спомната во 8 стих, а тоа е дека секојаш ќе имаме извори на добивки за да можеме да продолжиме да даваме. Но 11 стих и 10 се нагласува ова ветување за постојан извор. Ќе имаме секојаш многу семења за нова жетва. Ќе бидеме збогатени во се, со сета можна дарежливост. Невозможно е да се остане без семе и без плод. Зборот благодат во овој контекст со сигурност покажува дека Бог не мисли само на материјалните потреби. Што ни е потребно на сите? Повеќе сила да се издржи до крајот на денот, повеќе трпеливост со нашите колеги на работа, например, повеќе разбирање во односите со нашите деца, повеќе љубов и разбирање кон нашиот брачен другар, повеќе храброст и сила да се вложи за Христос, повеќе помош во службата што ни е дал Бог, повеќе толеранција кон христијаните кои не мислат како нас, повеќе нежност со луѓето, кои едноставно не ни се баш прилепени за срцето, повеќе креативни идеи за нашата црква или работа, се е тоа на располагање. Тоа е вистинско давање. Даваш нешто што произведува благослов кај другите. Како христијани треба да сме одговорни кон ова за кое пишуваме и зборуваме, бидејќи од Бог сме примиле доволно за да можеме доволно и да даваме. Зборуваме за награда кога даваме, а не за мизерни скржеви христијани кои не сакаат да даваат од своето време, таленти и материјални добра. Тоа што го даваме останува вечно запишано. Како што е напишано, растори им даде на бедните. Неговата правда останува вечна. Четвртата награда за давање е дадена во Коринтјаните 9 глава 9 стих и се вели дека тоа е нешто што останува вечно. Тоа ни дава повод да размислиме. Сеќавањата на славните луѓе на овој свет ќе бидат заборавени кога тогаш. А сеќавањата за оние христијани кои се даваат самите себе за делото ќе бидат запамтени за секогаш. Исто како на вдовицата што даде се од себе и тоа до денешен ден остана како пример на сите нас. 9 стих е цитат од Псалм 112 стих, кој вели: Тој дели и изобилно им дава на бедните. Неговата правда ќе трае до века, неговиот рок ќе се воздигне славно. Тоа неговиот рок ќе се воздигне славно, значи ќе има сила, моќ.
Овој псалм зборува за делата и наградите на богобојажливите луѓе. Неговата праведност не го покажува неговото спасение како дека од само себе е праведен, туку се однесува на праведните дела на побожниот или богобојажливиот човек. Овие праведни дела ќе останат за секогаш, бидејќи тие ќе бидат напишени во вечноста. Нашето христијанско давање време, напор и продуктивност можеби нема да бидат признаени и ценети сега, туку ќе бидат во вечноста, бидејќи Бог тоа не го заборава. Затоа, почитувани, треба да се фокусираме кон небото, а не кон она што е на земјата, земното. Тоа што го правиме сега за Бог, ќе го однесеме во небото како доказ. Всушност сите верници ќе бидат наградени во вечноста со посебна награда. Каква сметка ќе му дадеш на Бог? Размисли добро. Зошто? Затоа што ќе ни се врати изобилно или многу струко. Оној кој му дава семе на сејачот ќе му даде и леп за храна и ќе го умножи вашето семе и ќе направи да израстат плодовите на вашата правда. Следната награда што ќе ја добиеме е она за која се зборува во 10 стих, а тоа е природниот закон на репродукција или умножување. Законот за репродукција го надминува принципот на жетва, од она што сме го посеале. Бог ги поставил законите во природата да ни даваат повеќе отколку што сме посеале. Овој принцип е подеднакво вистински и чудесен во духовната реалност како и во физичката. Колку голема награда има за оние христијани кои мислат дека имаат само капка во морето. За давање. Законот за умножување вели дека од една капка може да се наполнат повеќе буриња. Ако дадеме капка, од нашите ограничени можности, да речеме некој проект за мисија во нашата црква или да одговориме на некои социјални, општествени потреби, со тоа многу луѓе ќе бидат благословени. Дајте капка од своето време, за да ги споделите радосните вести со вашите соседи, колеги од работа и целиот живот да се преобрази кон Бог. Една капка од некој ваш приход ќе допринесе плод некаде, плод на спасение на човечки души. Да, нашите ограничени можности можат да осигурат продолжување на добри резултати. Репродукцијата може да направи неверојатни нешта со нашето малку семе што го имаме. Но законот на репродукција не може да почне да работи без нашето семе. Сето тоа донесува слава на Бог. Зашто извршувањето на оваа света служба не само што им ја надополнува скудноста на светите, на верните, туку и се возвишува тоа што мнози нам благодарат на Бог. Шестата и натамошна награда што ја добиваме кога даваме се наоѓа во Коринќаните, каде што се вели дека нам ни се признава трудот кој придонесува за слава на Бог. Во овие стихови гледаме дека резултатот од давањето на црквата во Коринт е многу повеќе од едноставно задоволување на нивните потреби. Благодарноста се крева до небото, каде што седи Бог на престолот, така што овие благодарности му даваат слава на Бог. Во ова наоѓаме голема разлика помеѓу христијанското давање и давањето на некои добротворни организации на некои кои се загрозени. Иако можеме да бидеме благодарни за нив, дури да придонесеме кон тие организации што помагаат, но мора да признаеме дека нивното давање не е специфично давање во името на Исус. Давањето во името на Исус не само што ги задоволува потребите, туку и дава придонес кон Божјата слава. Ние обично и не размислуваме за наградата кога даваме нешто. Например, за некое болно дете или некоја институција на сиромашни и така натаму. Таквите благодарности се креваат до Бог преку луѓето на кои сме им помогнале и со тоа му даваат слава на Бог. И другите ќе се молат за нас. И со својата молитва покажуваат дека копнеат по вас заради преизобилната Божја благодат во вас. Последната награда што ја добиваме се наоѓа во стих 14.
кога другите се молат за нас, за тоа за што сме определени. Колку луѓе се молат во оваа време сега за вас? Обично христијаните се молат за другите само кога се болни или кога се отстрануваат од Исус, па да се вратат. Кога ќе почнеме несебично да се даваме себе си, тогаш работите се менуваат кон подобро. Се создава тврд темел со помагање преку молитви на другите. Многу е важно да имаме голема поддршка во молитвата, особено кога сваќаме и сме сватиле дека животот носи битки за борба против духовните сили на непријателството. И најмалото христијанско давање ги задоволува потребите на другите. И конечно, во 2 Коринтијаните 9:15 има соодветен крај за учењето на христијанското давање. Сите награди за христијанско давање се можни, затоа што самиот Бог се предаде за нас. Фала му на Бог за неговиот неискажлив дар, кој што умре на крстот за сите нас. Тоа е несебично давање од љубов за целото човештво. Зашто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух кој ни е даден и ние можеме да бидеме дарежливи. Бог да ве благослови, почитувани. Амин.